Македонски пошти продолжува со работа, штетите од пожарот се санираат, но ќе одговарали некој за муралите на Борко Лазарски, вредно уметничко дело од доајенот на македонското современо сликарство. Секако дека ова што се случи деновиве со муралот на нашиот еминентен Борко Лазарски, еден од нашите грандиозни автори кои што цел живот совладуваа големи простори за да го изразат својот естетски израз, е трагично. Случајот со муралите го отвори проблемот со грижата за културното наследство и покрај објаснувањето од надлежните дека муралите биле современо дело, па затоа не се заштитиле, познавачите велат дека тоа било месмислица и дека има ред по кој институциите морале да постапат. Требало да постапува надлежната институција од Скопје, конзерваторскиот центар, да направи прво идентификација, односно да го евидентира тоа добро ако не е евидентирано, да го документира и да направи валоризација, стручна, научна, како основа за да се утврди јавниот интерес од страна на владата или од друг областен орган, во случајот Управата за заштита на културно наследство, да донесат решение за прогласување на таа недвижност за културно наследство, недвижност во која се наоѓаат уметнички дела. Тоа во случајот не е направено. Че моралите едноставно си стоеле и никому ништо? Не е направено и немате правна основа да иницирате и инспекцијски или било какви други мерки или да барате одговорност по основ на заштита на културно наследство, затоа што тоа не било како такво идентификувано и вреднувано. Но не се само муралите, вреднување на недвижното културно наследство речи си и да нема, а уште помалку соодветна грижа. Сега имавме советување во Кочани и споменикот таму во Кочани, кој што е изработен од нашиот врвен академик Глигор Чемерски, мозаицар Глигор Чемерски. Состојбата нивна на самите мозаици е во ред, меѓутоа еден таков објект подразбира состојба на околината на тој, да тоа што се природ, тоа е цел комплекс архитектонско и ликовно решение. Сега кога зборуваме за тоа што се случува со тоа архитектура, тоа е страшна, состојбата е многу лоша и сега кој се грижи за тоа, јас на прашањето на колегите кој се грижи за тој споменик во Кочани, ми беше речено дека за тоа се грижат комуналните служби на градот, значи локалната самоуправа, тоест комуналните служби на градот Кочани. Друг проблем кој го отвори случајот со муралите и можноста за осигурување на вредните дела. Пошта и да сакала, не би можела да ги осигура муралите, бидејќи во државата нема проценители, а осигурителните компании не осигурувале безлиценцирани проценители. Вредни експонати во македонските музеи, како на пример Адам од Говрлево, не може да се осигураат. Проценката кога говориме за материјалната вредност на овие експонати, во никој случај не може да ја прави кустосот, а сметам дека е неопходна една активност која ќе доведе до тоа да во Македонија конечно почне да функционираат проценителите, кои што ќе имаат сертификат и кои што ќе даваат проценка на материјалната вредност, дали на движното или на недвижното културно наследство сеедно. Ниту има проценители, ниту има средства, а нема ни грижа и соодветна евиденција. Ке бидат ли муралите на Лазарски лекција? За сега културното наследство на земјава чека подобри времиња и поголеми буџети од Министерството.